Благодарам. Не знам дали ќе биде многу вкусно, но благодарам на сите, посебно чест и задоволство ми е што денеска заедно со новинарите вршиме примопредавање на позицијата министар за земјоделство, шумарство и водостопанство во владата на Република Северна Македонија. Пред 2 години на ова исто место ја презедов функцијата министар. Денеска сме повторно тука за да ја предадам функцијата на мојот долгогодишен соработник, кој што од сега е новиот министер Трајан Димковски. Ми беше чест и задоволство овие 2 години да извршувам функцијата министер во овој ресор и да придонесам за политиките и мерките за развој на овој сектор. Заедно со сега новиот министер Димковски и со целиот мој тим посветено и неуморно работевме за да најдеме трајни решенија за напластените и затечени проблеми. Да создадеме услови за развој на едно модерно и современо земјоделство, за зголемено производство и за повисоки приходи на нашите фармери. Има многу што да се презентира во однос на мерките што овие 2 години ги презедов. Но во интерес на времето ќе се задржам на повеќето столбови на клучни политики на кои што се фокусиравме во претходниот период. Она што за нашите земјоделци е најважно беше исплатата на субвенциите. И тоа беше прва тема за која што зборувам уште како технички дополнителен заменик министр. Од самиот старт на преземањето на одговорноста и должноста воспоставивме пракса на навремена и неселективна исплата на субвенции. И тоа беше едно од клучните ветувања пред граѓаните 2016 година. 2 години поред земјоделците ги добиваат субвенциите тогаш кога им се потребни, пред почетокот на производствената сезона. Ги исплативме, како и во многу други случаи, решавајќи ги затечените проблеми и наследените долгови за субвенции од 2013, 2014, 2015, но и од програмата од 2012 година. А паралелно редовно се исплаќаат и тековните субвенции. По овој основ до денес се исплатени околу 290 милиони евра, враќајќи ги назад кон граѓаните. Тоа беше и столбот на нашата заедничка политика. Воведовме нов модел на повисоки субвенции за тутунот во 3 нивоа. 80 денари за прва класа, 70 за втора и 60 денари за трета и дополнителните класи. Во момент кога некој во државата велеа дека владата на Азаев ќе ги укине субвенциите, воведуваме перманентно зголемување на субвенциите и носење на храбри и решителни одлуки во целокупниот сектор. Со тоа ги мотивиравме земјоделците да произведуваат во овој случај и квалитетен тутун и изминатите 2 години да се постигне рекордно историски нависока цена на тутунот од 217 денари. Докажав. Започнавме и крупни капитални инвестиции во водостопанската инфраструктура, што не биле забележани во последните 15 години во земјата. Заради тоа што без ефикасно наводнување на земјоделските површини не може ниту да збориме за модерно земјоделство. Само минатата недела започна изградбата на еден од најмодерните системи за наводнување на јужната долина на реката Вардар, втора фаза, тендер кој што беше поништуван повеќе пати и кој што навистина го наследивме со огромен број на проблеми. Гордо, денес може да кажеме дека започна градбата на овој систем за наводнување на над 2040 хектари. За истиот добивме во декември 2017 и дополнителен грант од 4 милиони евра од КФ. Европската комисија пред само неколку дена го распиша тендерот за избор на изведувач на повеќе системи за наводнување наречени мали нискотрошковни. Во оваа фаза во Колибари, Славишко поле и во Чаушица. Со овој проект за изградба на еколошки системи за наводнување финансиран од Европската унија е предвидена изградба на 8 системи низ целата држава. Во Пол Неке изградбата на браната Конско, која што започна минатата година, исто така проект наследен со еден куп големи проблеми. Го одблокиравме и проектот за системот за наводнување Равен Речица, кој што имаше многу незавршени фази во подготовката. Денеска интензивно се гради системот Равен Речица во Пелагонискиот регион познат по Тетовскиот граф. Се обезбедија пари за реализација на првата фаза од проектот за
водоснабдување на хидросистемот Златовица. 20 години само се збори во лош контекст и во контекст на разни манипулации токму за овој систем. Оваа година обезбедивме дополнителни 3,5 милиони евра внатре во буџетот на Министерството, за да ги поврземе околните Карбинци, Лозово, Штип, Свети Никола и останатите општини токму со овој систем и да овозможиме да започне фазата број 2 за наводнување. Ја завршивме Пишица, во тек е тендерот за Дебарско и многу други капитални проекти кои што ги води управата за водостопанство и проектната единица на Министерството. На овој начин овозможуваме 32.000 хектари земјоделски површини во периодот што следи да имат модерен систем за наводнување. Со КФВ сме во преговори, во завршни, за обезбедување на дополнителни средства, а веќе владата усвои информација претходните месеци за нови 38 милиони евра за изработка на хидросистемот Лисиче и за третата фаза од Јужно-Вардарска долина. Се тоа требаше да биде сработено. За прв пат воведовме нова мерка, која што ќе го направи земјоделското производство поекономично. Тоа е зелената нафта. Изворна и наша. Финансираме 30% во првата година за трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Со оваа мерка 55.000 земјоделци ќе добијат пари насет. Го променивме законот за персонален данок уште на крајот на 2017 година, за да од првата година од мандатот важи ослободувањето на земјоделците за персоналниот данок, така како што е ветено пред граѓаните. Младите се нашата иднина, затоа постоечките мерки ги модифицираме и воведуваме други олеснителни околности за младите фармери. На самиот почеток на мандатот склучивме 424 договори со млади земјоделци за по 10.000 евра грантови. А со новиот закон за земјоделство и рурален развој воведуваме уште поохрабра мерка, зголемување на овој грант на 20.000 евра. Со измените во законот за земјоделско земјиште, кои што се во собраниска процедура, сите млади фармери до 40 години ќе бидат ослободени од концесија во првите 3 години. Во делот на доделувањето на земјоделското земјиште ветивме пред граѓаните ревизија на тоа како се доделува. Како резултат на таа ревизија, благодарение на секторот, но и на инспекторатот, се ослободи околу 24.000 хектари земјоделско земјиште. Се распишаа 2018 рекорден број на огласи за доделување, имавме јавен повик и за прв пат презедовме и храбри чекори за продажба на земјоделското земјиште под оранжери. Сите договори со сите апликанти веќе се склучени. Имавме и сосема нов тип на јавни повици, а тоа е јавен оглас за сточарите, но и нов тип на оглас за инвестиции, кој што предизвика огромен интерес. Се склучија првите 17 договори со инвестиција околу 11 милиони евра. За прв пат после 10 години направивме авионско ортофото снимање на целата територија. А на крајот на оваа година ќе имаме веб апликација преку која што сите граѓани можат на едноставен начин да дојдат до сите информации за слободното и недоделено земјоделско земјиште. Најголем доказ дека земјоделството се движи во вистинска насока и дека политиките на овој тим даваат позитивни резултати е зголеменото учество на земјоделството во вкупната економија во првиот квартал годинава. Зголемено за 13,6%. За само 2 години Република Северна Македонија стана лидер во искористеноста на европските ИПАРД фондови. Заглавени во минатото, денеска се спроведуваат во многу побрзи постапки исклучувањето на договорите и нивната реализација. Само на првиот јавен оглас во 2017 година се склучија 947 договори, од кои што денес 868 се реализирани. Огромен интерес земјоделците покажаа и за останатите јавни повици кои што беа во ИПАРД. Во мерката 7 склучивме договори во износ од 23 милиони евра. На повиците јануари и февруари и за двете мерки, единицата и тројката, и она за земјоделците и она за преработвачката индустрија, стигна историски највисоките побарувања од околу над 30 милиони евра. Носиме законски решенија
во корис на нашите земјоделци. Со новиот закон за тутун, кој што е донесен од собранието и подпишан од председателот, се укинуваат евидентните бели листови или картони и се овозможуваат полесни процедури за тутунарите. Со измените на законот за земјоделско земјиште овозможиме правилна и транспарентна распределба на земјоделското земјиште. 3 години, кога одиме по средбите со земјоделците, сите бараат како и на кој начин да стигнат до повеќе земјиште. Законот им ограничуваше да тоа мора да биде до 3 хектари. Со новите измени кои што се во собраниска процедура, покрај другото, се овозможува земјоделците да добијат и земјоделско земјиште до 10 хектари. На овој начин ќе се стави во функција целокупното земјоделско земјиште во државата. За прв пат започнавме со измените на законот за консолидација и историските постапки за консолидација, кои што ќе траат можеби во следните десетина години. Но со гордост денес може да кажеме дека во Спанчево, Логоварди, Царев двор, Соколарци, во Оптичари започнуваат првите постапки на консолидација и интересот на земјоделците е голем. Од 1 јули 2017 година, како што кажав, рекорден е бројот на огласи и на договори кои што се склучија за земјоделско земјиште. Во постапка е и законот за вино, во постапка е и законот за земјоделство и рурален развој и 18 други закони за кои што во следниот период ќе ве информира новиот министр. Го ставивме во овие 2 години во функција системот, радарскиот систем Ѓуриште, кој што беше заборавен. Започнаа после долго време да се реконструираат метеоролошки станици, а државната фитосанитарна лабораторија регистрираше нови 35 методи. Со Европската унија започнавме спроведување на над 10 проекти, а го заокруживме и финансирањето во земјоделството со нови 15 милиони евра кои што се ставени на располагање во 2019 година. После години на критики, со последниот извештај на Европската унија, во него со посебен позитивен осврт се збори за фитосанитарната политика, за која што имаше многу критики претходните години. Со многу позитивни оценки е системот на безбедност на храна и функционирањето на Агенцијата за храна и ветеринарство. Горд сум што во овој период се заокружи постапката за обезбедување на нови 35 милиони евра за 4 компоненти во земјоделството кои што ќе бидат финансирани преку Светска банка. За откуп на дистрибутивните центри и за тоа на што ќе се трошат овие обезбедени средства, ќе зборува новиот министр. Со Меѓународната организација за храна и земјоделство започнавме 4 нови проекти. Во Лозово ќе се гради кафилерија. Општините добија 38 милиони евра за водоводи, улици, канализации и друга инфраструктура. За неколку пати ја зголемивме поддршката на нашите економско-социјални партнери и за дневни промотивни настани, но и за саеми. На рекордни 1 милион евра ја зголемивме поддршката на нашите здруженија Вина од Македонија, преработувачката индустрија и останатите партнери за организација на саеми на 4 континенти. Воведуваме нови мерки за предфинансиска поддршка на ИПАРД. За прв пат ќе ги финансираме оваа година согласно склучените договори локалните акциони групи. За прв пат воведуваме мерка за руралната жена со грант од 3000 евра. Ја одблокиравме блокираната јапонска помош која што имавме од јапонската влада спрема нашата земја. Ослободуваме дополнителни 5 милиони евра за нови инвестиции преку јапонската помош. Ставивме акцент на органското производство со 13 тековни мерки кои што се спроведуваат. Го укинавме електронското полагање за ловечки испит и започнавме системски промени и реформи во делот на шумарството. Оваа година, после 18 години, шумските полицајци ќе добијат нова униформа, нашите подрачни единици ќе бидат возобновени, односно ќе добијат нова опрема, компјутери и нов возен парк. Се ставија во функција сите риболовни ревири во државата, зашто постапките се во тек, исто како и за ловиштата. Мислевме на секој еден сектор, мислевме на секој еден подсектор. Активно работевме и на меѓународен план.
се склучија десетици меморандуми, десетици договори, десетици протоколи, а уште толку се во фаза на согласување. Назначени се со Кина, со Русија, со Турција, со Египет, што е доказ дека на системски начин овозможуваме пласман на нашите земјоделски производи. Почитувани присутни, има уште многу мерки, политики, уште многу од она што овој тим заедно со мене го сработи во овој период. Очекувам дека системската работа, посветеност, енергија на целиот тим ќе продолжи заеднички со новиот министер. Благодарам. Благодарам. Сега да повикувам да се обратам на новиот министер. Почитувани медиуми, почитувани колеги, иако мене ми е тешко во моментот само да се обратам почитуван Љупчо Николовски, знаете дека и од техничката влада бевте мој министер 2 години овдека, исто ќе кажем почитуван мој министер Љупчо Николовски. Ми беше посебна чест овие 2 години да се работи со човек кој толку е посветен на својата работа, а поготово во еден сектор како што е земјоделство, кој е доста комплексен и тежок сектор. Почнавме заедно, уште како дополнителен заменик министер во ова министерство, а потоа продолживме и заедно и кога ја преземавте функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Заеднички со целиот тим работевме на политиките кои ќе го насочат земјоделството на вистинскиот пат, а тоа е патот на модерното и конкурентно земјоделство. Овие 2 години се соочивме со многу предизвици, дел предизвикани од природните појави, а дел и од политички причини. Но тимската работа и желбата пред се од страна на Николовски да им се помогне на земјоделците беше посилна од секоја временска непогода. Воспоставивме секојдневна отворена комуникација со земјоделците, се со цел да носиме соодветни решенија од интерес пак на самите исти земјоделци. Уште од првата година од превземање на мандатот ја изменивме програмата за директни плаќања, програмата за руралниот развој, каде што се обезбедија нови 10 милиони евра за поддршка на земјоделците. Секогаш кога беше потребно, кога земјоделците се соочуваа со проблеми во пласманот, ниските откупни цени, штетите од временските непогоди, во комуникација со земјоделците навреме носевме мерки со цел да се надомести загубата, но и мерки за стабилизирање на пазарот. Носевме интервентни мерки таму и кај што беа потребни и во време кај што беа потребни. Во овие 2 години интервениравме со доза на умереност и одвоивме дополнителни субвенции за лубениците, индустриското јаболко, доматот. Интервениравме за 1 денар за грозјото, поготово најзастапените сорти вранец и смедеревка. Интервениравме за сливите, оризот, едноставно секаде кај што се укажуваше потребата се правеа корекции и брзо се интервенираше на самиот пазар. Но знаеме дека интервентните мерки не се долгорочно решение и затоа се фокусираме на долгорочна стратегија. Создавање на услови за инвестиции во откупно-дистрибутивни центри. Во програмата за финансиска поддршка за земјоделство и руралниот развој направивме измени во дел од мерките со кои ќе ги поттикнеме земјоделците да го зголемат и модернизираат своето производство, со што крајно за нив ќе значи поголем приход, а за државата поголем извоз и девизен прилив. Само да поменеме дека во 2018 година веќе за развојните категории во мерките за растителното производство беа зголемени субвенциите за 20%, додека за мерките за сточарско производство за 10%. Продолживме со анализите и потребните и подготовки на проектот кој што се однесува за откупно-дистрибутивните центри, во кој што веќе се работеве отиде надалеку да се веќе преговара со локациите и кредитот кој што треба да биде добиен од Светската банка. Дополнително, со инвестицијскиот оглас за кој се подпишаа 17 договори со вкупна површина од 1240 хектари, во следните 5 години ќе се инвестират 11 милиони евра во изградба на винарии, кланици, млинови, оранжерии и откупни центри. Преку овие инвестиции во земјоделско-преработувачката индустрија ќе се создадат услови за обезбедување на сигурен пласман на земјоделски производи, решавање на проблемот со вишоци, како и отворање на нови работни места. Заеднички со земјоделците ги решивме и другите напластени проблеми во изминатите години. Само да подсетиме дека
За 2 години успеавме да ги решиме и долгогодишните проблеми кои ги тиштеа лозарите, кои ги има проблемите со неисплатената грозија во винариите Стефани и Повардарија. Само оваа година се исплатени 77 милиони денари на лозарите во вкупен број од 2048 лозари по основ на долгот што винарските визби го има од 2015 и 2016 година. Се започна и со носење на нови закони, се започна и со уредување на постоечките. Така да, се донесе нов закон за тутун и тутунски производи, се менува законот за земјоделско земјиште, законот за вино, многу други закони исто така кои се во подготвителна фаза и постапки ќе бидат направени промените се со цел за земјоделците им се создадат подобри услови, но не само земјоделците, туку и приватните компании кои исто понесуваат во овој сектор. Да напоменеме дека паралелно на сето ова се одвива и процесот за консолидација на земјоделското земјиште, проект кој е финансиран од Европската унија. Не ги запоставивме ниту мерките за руралниот развој. Неодамна со 80 општини се подпишаа решенија за спроведување на 202 проекти за кои се обезбедени 38 милиони евра од програмата за рурален развој. Со овие средства директно ќе се овозможи подобрување на услови за живот во малите општини и руралните средини. Овие мерки и политики што ги презентиравме денеска со господинот Николовски се само дел од нашата тимска работа во изминатите 2 години. Јас, како нов министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговорно ја преземам обврската, успешно да ги продолжиме сите започнати мерки и проекти и она што е најважно во овој период подготовките на целокупниот сектор за отварање на поглавјата за земјоделството важни за предпристапниот диалог со Европската унија. На крај би сакал да се заблагодарам јавно на мојот министер Николовски, да му изразам благодарност за укажување на довербата кој го предводеше овој сектор. Побирате се прашања?